Председавач со комисијата Бојан. Најнапред дозволете и јас да изразам големо жалење за изгубениот млад човечки живот. Трагедија која не потресе сите и за жал трагедија која не смееше да се случи во државата. Пред нас е буџетот за 2024 година. Се изнаслушавме од министерот бројки и податоци, но и приказни, измешани со времето, крајна поента дека еден ден можеби ќе не биде. Тој ден сигурно не е во контекст на политиките на СДСМ и ДУИ. Пред нас е неразвоен, гломазен буџет, слика и прилика на сите претходни 7 буџети. И од овој буџет, реалноста во Република Македонија нема да се промени. Реалноста која сите ја гледаме, освен владата на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ. Овие од владата едноставно не можат да видат дека граѓаните живеат многу лошо. Пред се, куповната моќ на граѓаните е драстично намалена. Тоа значи дека со сопствената плата, со сопствената пензија, со социјалната помош можат да купат многу помалку од колку што можеле да купат. И тоа е нивниот стандард, тоа е нивното секојдневие, тоа е нивниот живот. Тоа е реалноста во Македонија. Ова не допира до владата на Република Македонија. Сметка и крајен ефект од целата ова политика на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ е зголемена сиромаштија, зголемено напуштање на државата од работоспособното население и иселување на цели фамилии. Веќе не станува збор за иселување ради печалбарство, туку луѓето ја напуштаат државата за секогаш. Во 21 век, не знам дали овие од владата имаат средби со граѓани, меѓутоа ако идете со граѓаните да се соочите, ќе ви побарат водовод, ќе ви побарат канализација, ќе ви побарат патишта. Дел од бизнисмените ќе ви побарат железница. Граѓаните ќе ви побарат газ во домакинствата, газ за фирмите. Граѓаните ќе ви побарат земјоделска инфраструктура. Во одредени делови, и тоа само претежно во големите градови, претежно во Скопје, недостаток на градинки и школи. Почитувани господа од владата, граѓаните бараат чист воздух, бараат здрава животна средина, бараат паркови, бараат прочистителни станици, студентите бараат факултетски згради, факултетски домови, подобар студентски стандард. Не знам дали до вас не стигаат дневните информации во медиумите. Пензионерите бараат поголеми пензии затоа што со пензиите не можат да преживеат. Вработените бараат поголеми плати и во здравство и во образование секаде. Социјалците се ставени на маргината. Тоа што се фалите дека е успех за нив е мизерен живот. Абсурдни се и смешни и трагични ветувањата на премиерот на владата дека ќе се подобри студентскиот стандард. Што подобривте? Што испланиравте да направите во 2024 година? Тоа е реалноста во Република Македонија. Дека не зборувам напамет, поднесовме 250 амандмани слични содржини на ова што ви го бараме.
граѓаните. Тоа се реални проекти, програми и потреби на граѓаните кои се потребни во моментот на граѓаните, кои не се испланирани ниту за 2024 година. За овие работи едноставно нема место во буџетот. Преиспитајте си барем политиката на крајот од вашиот мандат. Ова е Република Македонија. Ова и треба на граѓаните на Република Македонија. За овие работи министерот не кажа ниту еден збор. Тоа што го слушнавме за буџетот 2024 година, иако вака тивко кажано, треба да се каже со големи букви и овој е кризен буџет. Барем признавате дека Република Македонија живее во криза и таа криза се продлабочува од година на година и таа криза не соодействува со кризите во Европската Унија, во соседството и било каде. Туку таа криза е алатка на владата за да може да ги спроведе своите политики. Тие политики се во две насоки. 620 до 650 милиони евра планирани средства за подкуп пред изборите. 620 милиона евра подценување на интелигенцијата на македонскиот народ. Затоа што не и треба милосрдие. Гледав еден прилог од еден пензионер. На нив им треба поголема пензија. Не и треба милосрдие. Голем дел од овие средства нема да завршат кај граѓаните. Повторно се испланирани за блиските фирми од СДСМ и ДУИ. Граѓаните се само памфлет да се покрие тоа што треба да се случи. Да се испумпат пари од буџетот и да се прелеат во партиските фирми на СДСМ и ДУИ. Зборев претходната година и многу ми е драго што оваа година во целава приказка конечно го вклучивме и фискалниот совет. Затоа што донесовме закон кој не може оваа влада да го спроведе. Законот за буџети во делот на сите параметри и бројки не се почитува. Прво, ќе го искоментирам делот од говорот на почитуваниот Бишев. Приспособување на буџетот до буџетската стратегија. За интерес на граѓаните, ние имавме буџетска стратегија која ни оддалеку не можеше да се следи. Затоа се донесе нова, ревидирана, специјално направена за овој период, која ќе важи од 2024 до 2028 година, само за да се покрие колку толку овој срам. Во законот за буџети јасно стои дека дефицитот не смее да поминува 3%. И покрај тоа, владата планира математички 3,4% дефицит кој знаеме од искуството од сите овие 7 години дека ќе биде многу поголем. И овде е промашена работата. 60% да не се зголеми прагот јавниот долг во однос на бруто домашниот приход. И овде е промашена работата. Како и да ги вртите бројките, од 62 до 63,5% ќе биде минимум задолжувањето на Република Македонија согласно овој буџет. Затоа што гледаме дека и милениот месец декември, кога тука ги правите тие прераспределби на парите и во собранието стигна еден куп на закони за задолжување на Република Македонија, едноставно бројките ќе одат многу нагоре. Колку, никој не знае. Во вакви околности го имаме најгломазниот буџет во историјата на Република Македонија кој не нуди ништо за граѓаните. Приходи 5,4 милиарди евра
пари кои апсолутно ниту еден економист во државата не верува дека ќе се соберат. Имаше одлично излагање председателот на комисијата Бојан и јасно ви кажа дека овие бројки се недостатни. И покрај тоа што зголемивте даноци, зголемивте многу ставки кај ДДВ-то, воведовте солидарен данок, воведовте многу даноци и така натаму и така натаму. Расходи 5,59 милиарди евра. Најобично одземање 545 милиона евра дефицит, почитувани граѓани на Република Македонија. Тоа се пари кои ги нема во државата, ниту во лошите проекции на приходите, а владата веќе планира да ги истроши. Зошто? Затоа што треба да се покрои таа гломазна и нефункционална економска и фискална политика. Затоа што апетитите и обврските на државата веќе се преголеми. Затоа што немаме развој и едноставно мораме да се позаемуваме, ова во суштина значи минимум 545 милиона евра зголемување на јавниот долг. Веќе мислам дека е дегутантно да се зборува за капиталните инвестиции кога станува збор за владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и на ДУИ. Никој не може да ги види тие капитални инвестиции, особено не може да ги види тие капитални објекти, кои треба да бидат двигател на општеството, кои треба да значат развој на економијата, кои треба да значат подобар стандард и подобри услови за живење на граѓаните на Република Македонија. Никој тоа не може да го види. Меѓутоа, секојдневно ја гледаме сивата економија пред нас. Сивата економија веќе станува многу близок пријател на власта. Затоа што многу сиви пари треба едноставно да се преработат и да се превратат во системот и да влезат во системот и некој колку толку да може да ги прикаже како легални. По сите параметри во Република Македонија ќе се задржам на Светска банка, сивата економија е помеѓу 35 и 40% од бруто домашниот приход. Тоа се фантастични бројки. Ако проекцијата на БДП не е некаде 15 милиарди евра, плюс-минус, зависи која бројка ја земате, затоа што имате грешни бројки во математиката, една земате за дефицит, друга земате за јавен долг, трета земате за други пресметки и не е лошо овде да кажете колку е планиран бруто домашниот приход, па да ви кажеме барем каде имате грешки. И кога ќе го тоа трансформирате во пари, тоа се фантастични 6 милиарди евра, почитувани граѓани на Република Македонија, секоја година ги нема во системот. Овие пари да се само потрошувачка, да се оданочени само со ДДВ, ви е 1 милиарда евра. Овие пари, ако значат вработување, реални прикажување на плати и така натаму, овие ви се 3,6 милиарди евра. Нека е на половина 2,5 милиарди евра. Секоја година државата губи од сивата економија и неспособноста на владата да направи држава на овој простор. На владата и одговара сива економија. На владата и одговара затоа што има партнер. Спомнав веќе, едноставно некој треба да соработува и да ги пере парите. Парите не се од даноци, не се од создадена вредност. Парите се од долгови. Јавниот долг. Никој јавно не го кажува колку е во моментот. Погледнете, транспарентно, Министерство за финансии немате колку е јавниот долг. Чекаме квартали, чекаме податоци
и на крајот од годината секогаш излегува нешто плюс. Ке ги почекаме и тие податоци и ќе видиме дека, јавно кажувам, дека со оваа проекција на буџетот, јавниот долг крајот на 2024 година ќе биде помеѓу 9,5 и 10 милиарди евра. Тоа е работењето на СДСМ и ДУИ. Тоа што го произведовте во овој период и е успех за оваа влада, успех за ова министерство е инфлацијата. Меѓу најголемите во Европа, инфлација која само математички ви го скри јавниот долг. Затоа што јавниот долг секогаш го изразуваме од бруто домашниот приход, а што значи ова во суштина? Значи дека со дигањето на цените и големата инфлација која имавме овие 2 години, едноставно математички се зголеми јавниот долг. Немаме повеќе нови станови, туку истата површина сега е прикажена како зголемена вредност. Немаме поголемо производство на земјоделски производи. Истата производство сега е покажано со многу поголеми вредности. И точно математички се зголемува бруто домашниот производ и долгот кој го имаме ќе го изразиме како помала вредност и тука е успехот на владата. Нема напредок во економијата, нема нови моменти во економијата. Нема позитивен момент за граѓаните. Туку едноставно математичка статистичка операција. Спроти тоа, за 20, за 40% кај сиромашните граѓани тие живеат полошо. Затоа што инфлацијата пак кај нив се јави како данок. Затоа што тие требаше да ги платат поголемите цени. И затоа ни е зголемена сиромаштијата. Игра со бројки, меѓутоа, кога ќе повлечете црта, прашањето е дали граѓаните на Република Македонија живеат подобро. Одговорот е не. Одговорот го знаат сите граѓани на Република Македонија, меѓутоа единствено не го знае владата на Република Македонија. Ја заглавивте економијата цели 7 години. Автопатот Кичево-Охрид не мрдна. Клиничкиот центар обезбедени средства не мрдна. Ги изгубивме парите, плаќаме пенали. Готови проекти, обезбедени пари, факултетот Финки, факултетот за физичко образование стојат, се распаѓаат. Не мрдна од место. Експресниот пат Лозово-Прилеп беше заглавен со години. Со години го чувавте и патот Свети Николе Скопје. Само и само да не прикажете вредности на ВМРО ДПМН нешто дека е сработено и тоа многу нешто. Во такви околности губеше државата, губеше стопанството, губеа најмногу граѓаните на Република Македонија. Спроти тоа видовме многу криминал, многу корупција. Видовме многу дела, криминогени кои не завршуваат, постапки кои се во тек и никогаш не видовме нарачател, но вашиот потпарол Зекири пред 2 дена излезе и кажа нарачател е тој и тој министер. А прашањето е кој на него му нарачал. И ќе има многу вакви случаеви, кога ќе кажат луѓето кои се нарачателите. И тогаш многу пари ќе дојдат во идниот буџет, затоа што и овој буџет, кога и да се изборите, дали во мај, дали во јуни, ќе има ребаланс. И ќе се полни од крадените пари на граѓаните. Затоа што парите мора да завршат во народната каса. Тоа не се приватни пари. Тоа се украдени пари кои мора да бидат вратени. Наспроти тоа, не ви е јасна математиката. 5000 денара линеарно за секој пензионер ветува ВМРО ДПМН со ребаланс. Ветуваме и 250 милиона евра годишно. Трансформација од централниот кон локалните буџети за вакви проекти што ви ги редев. Ветуваме и бум во градежништвото. Ветуваме и помали даноци. Председателот Христијан Мицковски јасно ви кажа, 8% ќе биде рамниот данок. 3% данок на добивка за големи
играчи. Ова вие не можете да го сватите, меѓутоа ова е потребно на државата и тоа ќе дојде затоа што промените ќе се случат. Затоа што едноставно државата не може да оде вака понатаму. Изборите се решение и новата влада и новиот ребаланс. Ова е последниот буџет на СДС. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Наредна пријавена за збор.